Добре дојдовте во процес. Личноста која што денеска е во студиото на Нова е жената која што ширум ги отвори вратите на собствената куќа за мигрантите, прва започна да им помага, со што потикна многу граѓани во Македонија да го направат истото. Добре дојдете за хуманитарката Ленче Здравкина од Велес. Добре ве најдов. Прво да ви ја честитам наградата која пред малку ја добивте од граѓанската асоциација Скопјанката Мајка Тереза. Како се чувствувате? Прекрасно се чувствувам, навистина. Наградата ја примив лично јас, меѓутоа одма ќе потенцирам дека наградата не е моја. Наградата е на сите нас. Наградата е на многу волонтери кои неуморно работат на терен. Наградата е на моето семејство кое ме поддржува, ме бодри во секој момент. Наградата е на донаторите кои секојдневно само ги вртат телефоните и постојано прашуваат што треба да пратиме. За вас не треба посебно представување. За вас се знае надвор од границите на Македонија. За вас пишуваа многу светски медиуми. Како започна целата приказна таа хуманитарна мисија? Почнавте скромно со продукти од вашата куќа, со вода, со леп, со бисквити, со паштети. Од тогаш вашата куќа е позната како куќа на спасот. Што е тоа што ве натера да излезете пред тие луѓе кои што ноќно време тајно поминуваа преку железничката пруга, кога многу малку се знаеше за нив? Како им пристапивте? На почетокот тоа беа многу помали групички, во 5, 10, 15 до 20 млади момчиња. Тоа беше некаде крајот на минатото зимо. Така да дури не знаев ни што се случува првите неколку групи кога ги приметивме да поминуваат покрај нашиот дом, затоа што нашиот дом се наоѓа непосредно покрај пругата. Со мажот ми разговаравме што е, како е, свативме дека тоа се бегалци кои бегаат од земјите на Блискиот Исток, каде што се војува, каде што има војни, каде што немаат мирен живот. За неколку дена не требаше многу да размислувам што треба и како да правам, бидејќи во сите тие млади момчиња ги препознавав моите деца. Тоа беа момчиња на возраст од 20 до 27 години, така да премрзнати, истоштени, немаа обувки на нозите, пешачејќи по 50 и 100 километри за едно деноноќие. Нивните обувки се кинеа, не знаев што да правам. Почнав да вадам обувки од плакарот на мојот сопруг, на децата, да изнесувам од дома, постари јакни, шалчиња, каби, тие беа премрзнати. Чајот постојано го спремав, сендвичите, топлиот оброк, зимницата која беше спремна веќе за моето семејство, многу брзо отиде. Така да почнав да подготвувам, се што подготвувам за моите деца, за моето семејство, сето тоа го правев во поголеми количини да има и за нив. Ден за ден почнав повеќе да купувам леп, почнав повеќе да подготвувам храна, докај што беа моите сили. Сето тоа одеше така. Како успевавте финансиски да го издржите, зашто не се работи за 10, 20, 100 Искрено ќе ви кажам, кога и јас сега ќе се вратам наназад, и јас се чудам самата што сум правела. Ако денешниот ден поминеше, јас веќе размислував што ќе им подадам ноќеска и во текот на утрешниот ден. Јас постојано така размислував. Така еден есенски ден дојде еден млад господин, ми се јави, може ли да дојдеме да ве посетиме, не знаев никој ни што е, ми пристапи, дали може да ви помогнеме, знаеме што работите, моите резерви беа скроз исцрпени, така да не прашав кој и одма се сложив. Реков, важи, секако се сложувам да ми помогнете. Момците почнаа да доаѓаат, покасно разбрав дека Јасмине од невладината Легис, што немаше нити време, нити простор ние да разговараме кои се и шо се они. Јасмин доаѓа секоја недела, се трудеа и они со многу допринесоа за бегалската криза. Да.
доаѓа. Како реагира на вас на почеток на бегалците? Кога им се доближувавте, се плашеа? Бегалците, да, Морам да чувствуваа напоменам страх. дека тоа беше период кога не беа донесени измените на законот, кога качување во возило на болен, на повреден бегалец значеше кривично дело. Да, токму така. Токму така. Се Меѓутоа, плашеа ли? Се плашевте ли вие? Јас немаше од што да се плашам. Јас мислам дека не познавам таков закон каде што ако некому пружите помош дека сте сториле кривично дело. Јас мислам дека не правев. Јас едноставно им помагав, им давав храна, ги носев до лекар ако има потреба, а имаше, многу често имаше потреба. Искрено ќе кажам, болницата на мојот град Велес широко ги отвори вратите за овие луѓе, за бегалците, лекарите, докторите, брзата помош кога имаше потреба да се повика, одма доаѓа, така да помошта пружеше. Вашето семејство како реагира? Се вклучија ли во сето ова? Вашиот сопруг е собственик на локалната телевизија Здравки во Велес, нели? Сопругот, синовите, па дури и мојата свекрва секогаш беа будни на прозорот или на балконот да приметат дали тие веќе доаѓаат. И одма да ми свикаат, бргу доаѓаат, големи групи доаѓаат. Така да сите заеднички ги пречекувавме. Ако јас нешто однесев, моите деца трчаа да донесат друго, па дури и мојот 2,5 годишен внук беше вклучен во сета оваа акција. Активен. Ептен, активен и знаеше што се случува, ме подсетуваше нешто ако заборавам. Оди бабо, им треба ова, им треба она, така да заеднички се трудевме и се боревме да помогнеме колку што можеме повеќе. Од каде таа тукава голема хуманост? Спонтано ли се разви сето тоа? Што е тоа што се пробуди во вас? Па, тие човечки судбини се многу тешки да ги слушнете и да ги видите, верувајте ми. Пред мојата куќа поминуваа и цели семејства. На -20. Семејства со по 3, со по 4 мали деца, премрзнати, прегладнети, не можеа да одат. Стари жени по 70 години, што немаа обувки на нозите. Зарем можете да замижите пред такво нешто? Се сеќавате ли на некоја така приказна што ви оставила посебен впечаток? Да, тоа беше ова зимо. 2 прилично стари жени едва ја одеа по пругите, нивните семејства, младите членови од семејството, сакаат да поитаат, што поскоро да стасаат, да не им приде полиција, да не ги фати полиција. Меѓутоа, нивното патување беше многу отежнато со старите жени. Застанаа, ги пречекав, ги нахранив, ги облеков. Меѓутоа, имавме проблем со жените што имаа голем број на обувки. Не можев да обезбедам. На крајот се качив во мојот дом, последните што ги имаше во сандачето за чевли ги извадив, им ги дадов на жените, така да благодарни беа до Бога. Мајки, едноставно, тие беа стари мајки. Останувате ли во контакт со некој од нив? Ви се јавуваат ли кога ќе стигнат на саканата дестинација? Секој ден дневно одржувам контакти. Најубавото чувство е наутро кога ќе се разбудам, кога ќе добијам некоја порака. Good morning, мам. Тоа ме храни. Што ќе им одговорите на луѓето кои што не се баш пријателски расположени кон мигрантите? И кон оние кои што се обидуваат финансиски да се искористат продавајќи им прескапи продукти? Да, луѓето кои што се трудат да продаваат продукти на мигрантите, не знам дали да ги обвинуваме, дали да ги жалиме. Знаејќи ја состојбата во нашата земја, дека исто навистина тешка, сите се трудат да заработат по некој денар. Јас често разговарам со тие луѓе и мислам дека го внесувам позитивното кај нив. Така да и тие знаат понекогаш... И во нив вложувате енергија. И во нив вложувам енергија, така да и тие знаат, работејќи, али кога е потребно, да дадат една флаша вода, да подадат една банана, па да не ја наплатат. Многу од луѓето не се баш пријателски расположени. Ги спомнуваат ИСИС, ги спомнуваат терористите. Какви се овие луѓе што ги среќавате? Овие луѓе се со многу тажни и болни судбини, верувајте. Тоа се високо интелектуалци, тоа се образовани дечки, образовани момци. Пред некој ден во кампот дојде 26 годишен доктор, интернист, специјалист.
избегал од земјата, од Сирија, од градот Алепо, ми покажа слики на болницата каде што работи, каде што е вработен, релативно млад завршил, но ми вели што ти се ова, каде сега јас, каде да одам и каде да продолжам со мојот живот. Така да нивните судбини се навистина тешки. Сега сте постојано на границата со Грција. Таму сте заедно со невладиниот сектор, таму сте заедно со Легис, кој што многу допринесува во оваа хуманитарна криза. Невладините организации се денонот, но волонтерите се денонот, УНХЦР, да не забораваме да ги спомниме. Како го доживеавте моментот кога на бегалците беа фрлани шок бомби, солзавец, гумени куршуми? Да, за жал бев на лице место таму кога се фрлаа шок бомбите. Тоа е, пак ќе речам, високата политика треба многу поскоро да го среди сето тоа. Не е ни нашиот народ виновен, ни бегалците се виновни, меѓутоа високата политика треба што поскоро да ги реши овие луѓе, затоа што овие луѓе заслужуваат да добијат шанса за живот. Нив им е потребно. Така да ние мораме да им го обезбедиме транзитот низ нашата земја да биде безболен, подостоинствен и почовечки да биде. Тоа е се што се бара од нас. Да помогнеме колку да подадеме чаша вода, парче леп и ништо повеќе. Државната награда за хуманост Мајка Тереза отиде во други раце, иако сите се надеваат дека ќе ја добиете вие. Личноста која доби навистина помага, нели, во оваа бегалска криза, меѓутоа таа е редовно вработена и прима плата од Црвениот крст. Дали ве погоди тоа што државата не го цени вашиот труд, него вашата хуманост не ја испочитува? Воопшто, јас не сум таков човек и честитам на Сузе за наградата, таа е моја добра пријателка, така да само ќе кажам едно, дека работата до пола не е завршена. Ние мораме се уште многу и многу да се вложуваме, многу и многу да работиме, така да па и моментите не се сега за награди. Затоа пак реисот Сулейман Реджепи ве викна, ви додели признание и ги повика и останатите да го следат вашиот пример. Така, благодарна сум до реизот, го примивме признанието и тој ги отвори широко вратите и кажа дека во секое време можеме да чукнеме на неговите врати, да побараме помош, што ни е потребна, од храна, така да благодарна сум на сите. Што планирате понатаму? Ќе останете ли до крај, додека не заврши ова патешествие? Да, останувам до крај, додека сум потребна на бегалците, останувам до крај, мада овие денови малку нешто чудно се случува во кампот. Полицијата се труди да створи некој ред во кампот, што е и добро тоа, меѓутоа не спречува во работењето на нашата работа на невладиниот сектор, во волонтерите, така да влезот почнува да го спречува. Ние, нашите донатори што постојано донираат храна, не ни дозволуваат да внесеме храната во кампот. Така да се надевам дека овие денови ќе се разрешат сите овие дилеми. Ова е нешто ново? Ова е нешто ново последната недела што се случува, така да сигурна сум дека ќе го надминеме сето ова. Дека ќе има некакво објаснување зошто ќе има објаснување зошто не спречуваат да влеземе во кампот, да бидеме од корис, а не да не држат надвор од капијата. Вие и сега се брзате таму, вашиот ден е исполнет. Мојот ден е исполнет. Од колку до колку? Мојот ден е исполнет од 4 наутро па до полнок навечер. На сонце, на горешње? Цел ден на сонце. Цел ден на сонце, но убаво е таму да бидеш со тие луѓе, да пружиш помош, да им помогнеш, да им дадеш некоја информација. Тие луѓе не се свесни, тие луѓе не знаат дали се во Македонија или во Грција. Толку се уморни, толку се истоштени, што не се свесни каде се наоѓаат. Што ќе им порачате на граѓаните на Македонија и на надлежните? Еве низ Македонија само до јуни поминале повеќе од 60.000 бегалци на пат до на Македонија сакам да им порачам дека мора да издржиме оваа криза. Македонија, иако кревка како земја, може
има сили, можеме сите заедно да действуваме, сите заедно да помогнеме, така да представиме Македонија како една мала земја, но земја со големо срце. Ви благодарам што бевте гости. Ви благодарам и вас.